бакнеш. На 4 години го пркав до продавници за да го бацам. И бегаше шо наја, ама арно правеше човек. Здраво, јас сум Ангела, а вие го гледате второто Q&A од Празни муавети. Тука имаме кафенце, ова ќе си го сватам како еден вид на излевање на кафе со моите пријатели, а за да го оправдам и кафето и мојот клас, ќе ви покажам колку е сатот. Мислам уште една причина која ќе заме сакате најмногу на светот да речите Ангела, алал нека ти снимаш видео во 7 сата са бајле. Благодарам. Значи, прво, сакам да се заблагодарам за огромниот број на прашања кои што го добивме. Ке се трудам да не мафтам со рацете многу, како некој џандар кој што регулира сообраќај, ама така искреноста ја покажувам и така дарувам јас. Кјути Ангела, окей. Нема да должам многу, не за нешто друго, туку заради тоа што сум на работа. Па, ајде да почнеме. Еве ме назад. Го искочив телевизорот за главното внимание да биде на мене, јас сум звездата денес и ќе се грицкам и смоке дури. Ги читам прашањата и така ќе бидам многу френдли расположена. I hope so, зависи од прашањата. И се зафркавам. Првото прашање кое што го добив е колку години се занимаваш со дума? Од средно. Од прва година средно, да кажам. Од втора средно. Значи од средно. Некои тинејџерски години таму. А активно од кога почнав со театар дел арте и од кога почнав на факултет, нели? Дали ќе има Велица 2? Ќе има се. Се ќе има, само нека пуштава короната. Се ќе има. Се. Bad Girl прашувам. Павловски В. Кој од екипата пие најмногу кафе? Може би јас? Не знам. Да ме прашавте кој ќе пие, најмногу пие нешто, не знам, алкохол за кафе. Се запрекам. И пиевам многу чај. Значи, кога имаме средби, знаме да си излеземе во битола и да си пиеме чај. Чај. Дали има дечко? Дали имам дечко? Беше многу често поставувано прашање. И не, немам дечко. Кога била последно на сцена? Последно на сцена бев сега пред месец дена, али за снимање. Не беше никаква представа, ништо тако да си снимам, требаше ништо за на факултет. Колку години има? Имам полни 24 години. Иако знам да изгледам како некоја тинејџерка некогаш, фала многу. Да, имам 24 години. Николов исто го интересира кога глумиш во Празни муавети. Во Празни муавети глумам од самото основање. Значи, од кога решивме да го правиме целиот овој проект, од тогаш си сум во Празни муавети. Бозовски. Дали Ангела гласа за ВМРО? Поздрав. Сега ќе биде така малце поетично, али Ангела гласа за љубов. Фала. Проевска. Дали ќе соработувате некој што суза и смеја и дали некога што може да го гледаме? За соработки? Има соработки. И треба да има соработки. И треба да ги гледате вие соработките. И фала. Омилена боја. Црвена. Благојче Котевски. Да ја пукаме? Помислам дека феномени како мене не треба да се убие. Дали се допаѓа некој од групата, поздравиме во видео. Поздрав до Халев, прво. И дали ми се допаѓа некој од групата, сите ми се допаѓат. Сите си ги сакам днес. Многу си ги сакам. Имам многу љубов. Дали имам маж или дечко, поздравиме во видео како Славчо.
Ете сега те поздравам и како Славчо. Маш немам, а дечко ќе викав имам. Немам. Не, а треба. Лукас Стрезовски. Дали има керка или син? Сакам едното и другото, али моментално немам ништо. Силјановски, колку години имаш, веќе одговорив. Симона, дали некојаш ќе снимате во некој училиште во Битола? Зошто да не? Никола Милановски, кој е омилено видео од празни муавети? Мислам дека Василиса Прекрасна ми е имено омилено и ако не Василиса Прекрасна, ете како второ би рекла боксерки или рекламчињата, така нешто. Тие ми се баш. И сите овие што се со ликчиња од митологијата. И тие ми се баш интересни. Дали ќе остануваш уште во празни муавети? Прашуваат Салоско. Да. Петровска 09 прашува дали си имала секс. Што знам, вие што викате? Појма не знам. Вие знаете најдобро. Денис Зекирија, колку години имаш, одговорив. Дали ја проширувате групата Ристевски Јован? Би сакале? Зошто да не? Омилено нешто што те исполнува во глумењето. Многу добро прашање. Би рекла таа способност да можеш да видиш кој сакаш, кога сакаш, да ги менуваш сите професии. Знаете како мали кога си игравме продавачки, учителки, докторки и сетото, и сега ова е единствената професија која што ти овозможува да излезеш од кошата и да од твојата коша некојаш, знаеш, некако кога си никиш самиот себе си и да видиш некој друг. Мислам дека тоа е врв. Кога ќе снимаш епизода од GTA 5, поздрав од Вевеј? Кога ќе се научам да играм? Се занимаваш ли со нешто друго? В Ангелова. Се трудам да пеам, да танцувам, одам на танцови во Скопје во Ритам Плюс и си пеам по дома и си одам на работа и спортувам. Како успеа во оваа професија исто во Ангелова? Со труд и со љубов. Мислам дека едното без другото не одат. Мартин Ефремовски, колку време глумиш во празни муавети, дали ќе се мажиш? Ќе се мажам, зошто да не? Само да најдам маж. Дали ти е забавно глумењето во празни муавети? Прашува Илиев А. Премногу, сите си ги сакам, сите се мои будалчиња и баш ми е забавно со нив ми исполнуваат. Јанчевски, која ти е најдобра другарка од празни муавети? Па сите. Сите ми се најдобри другарки. Најдобра другарка ми е Боја, например. Не, сите ми се многу блиски. Ѓорѓиевски, кој скеч најдолго време сте го снимале? Знам дека Василиса Прекрасна се снимаше долго и после си направивме на оган од скара, јадевме колбаси на гранчиња и плажа, мислам дека се снимаше доста долго. И жешко беше, и тешко беше. Кој од актерите најмногу те смее при снимањето? Сите ме смеат, оти сите се будали, како што кажав. Колку скечови има на празни муавети? Оригјански доволно за да ги изгледате и да ви изнасмееме. Бестин клас 65, како си? Која книга имаш последно прочитано? Сега ја читам Сите твои совршености. Имам уште 10 страници и реков ќе станам денес порано да ја дочитам, али ништо. Каде студираш или учиш во која школа за да можеш да... Значи, има повеќе прашања кај сум учила. Основно учев во Стив Наумов, средно учев во Јосип Броз Тито во Битола, горната гимназија, а факултет, дипломски, постдипломски на драмскиот во Букурешт. Која е најголема будалаштина или глупост што си ја направила? Поздрав, прашува М. Додевска. Секој ден правам глупост. Мислам, не можеш да прашаш. Не знам.
Глупости или будалаштини. Јас кога растев имаше една игра, вака на полици, една кокошка. И сега ти седиш долу со маусот, во кошница ги собираш јајцата. Јас тоа го играв во живо, на скалите, дома, пред куќата, кај што немам ограда од едната страна. И кога ги собирав капките од дождот, се превртив. И се малце ке се дупне в глата. Мислам, дупната ми е коса како али. Која ти е најголема жилба, те молам поздрав ако можам. М. Додевска, голем поздрав до тебе. Најголема жилба ми е да бидам секогаш исполнета, значи, и во буквална смисла на зборот, никош да не останам сама, тоа ми е најголем страх, и да бидам среќна и заљубена. Ангел, многу си убави, многу те сакам, јас ве сакам до Невска 15, јас ве сакам сите. Од празни муабети фан пејџот прашуваат како си. Супер вака, понеделнички ке викав. Вторнички, ајде. Четврточки, секако. Зошто си толку убава? So cute. Фала, Т. Георгиевски. Дали некојаш ќе ме представа во Ресни? Јас сакам да имам во сите градови. Таа ни беше иницијално идејата, сега со последната Sugar Free представа, али ништо. Дали има дечко Ахмет Исеиновски и кој е омилен глумец, глумица и дали се гледа себе си во Холивуд, прашува Никола Гелов. Скарлет Јохансон е така врв од жена и дали се гледам во Холивуд, се гледам и подале. Баш, ако буде, нека буде. Александар Димитровски вика, поради неа ве гледам. Најголема желба што највеќе сака да прави во слободно време. Да излегувам, да се дружам, да спортувам, да пеам, да се забавувам, да играм, сето тоа. Омилено годишно време Фејпи. Лето, дефинитивно. Силјановски. На колку години ја изгуби невиноста? На 21. Кирил П. Дали сите имате деца и поздрав во видео, плиз, многу ве сакам, те поздравуваме. И тебе, Кирил, деца има само Димитар. Толку. Дали некојаш би снимила видео со суза и смеа? Би снимила се што мене ми исполнува. Па сега. На Георгиевски го прашувала прашање, од каде, исто на Георгиевски, и Зузаровски Ангел, Скопје, да, сум од Битола, ама живеам во Скопје. Лукас Резовски, како е да снимите, дали е тешко? Не е тешко, на моменти да се случува и ние да се умориме и сето тоа, али мислам, јас си го сваќам како дружба и ми е баш интересно. Дали имаш милениче? Најдобри сте. М. Николовска, да, во Скопје имам шарпланинец, во Битол имам Джек Расел териер. Кој е твоето милено животно? Исто Николовска, делфин. Дали имам тетоважи? И ако да, кој е значењето? Немам, а сакам. Кој е твоето милено јадење? Паста, дефинитивно. Значи, со се. Секако можам да јадам. Омилен град? Мартин. Ми беше Лондон, али не знам како стареам, некако како стареам, слушни па. Како растам, не знам, се пуќе места ме привлекват. Сакам Шпанија да ја посетам како држава, сакам по некои островчиња да одам, сакам. Али Лондонот е така ми остана, тоа што од млада цела детска ми беше со Лондон. Темелковски Никола, со колку мажи има спиено? Ве знаете како? Јас сум интересен тип. Многу ретко се заљубвам, многу. Се надевам да ми влези пак љубовта на мојот живот, да ми влези во животот. Сум спиела само со тој што сум го сакала и со колку мажи има спиено. Ако во аквариум има 4 риби и 3 умрат, колку ќе останат? Пример. Дали некојаш си размислувала што би направила ако би била на Титаник? Жената ќе се спаси, јас мислам. Не такви сме ние, ќе се спаса, што би направила? Исто ќе се борев за љубовта и сето тоа, али ќе го оставив него да умре.
Дали ти е страв да патуваш со авион? Не ми е страв, а немам патувано. Некако, не знам, се нема случајно до сега да одам негде со авион, се со автобус, со кола, а сум патувала, например, а мајата не со авион. Дали си во врска со некој од колегите? Не, не сум во врска. Која ти е омилена улога што си ја глумала? Додека ги работам сите улоги си ги засаквам некако премногу. За Sugar Free имав преубава улога. Баш Димитар, кога го пишеше сценариото, рече: Ангела, ова е за тебе. И нема нешто помило онака да знаеш дека, од тоа да знаеш дека некој нешто како по тебе го напишал или баш само за тебе го гледа или дека не е изиграна представата. Иначе Антигона од Антигона во Нью Йорк. Таа беше представа што игра во театар во Букурешт. И кој е омилен град во кој сака да живее? Па би одела на топло негде. Иако Лондон ми е омилен град, многу врни, јас не сум за такви места, така да... Кој месец и година и датум си родена? На 27 јануари 1997. Ета Ан Мартин. Мартин Ефремовски, дали некојаш имаш пеено на некој концерт? Вакално, факултетот, на училиштето, негде, иначе не. Симона, најубавиот момент од детството? Вау. Многу убави моменти имаме од детството сите. Особено, јас сметам дека имав едно така прекрасно детство, цело време на улица, цело време играње и некако сега кога ќе се вратам во Битола и кога ќе видам на улица нема ниту едно дете, ние буквално ја блокиравме улицата и игравме цел ден тенис, куку, не знам, свашта. Дали некојаш си била во врска? Мила, love you, еден? Да, сум била еднаш пред, не знам, јас 2 години, да, во 2 годишна врска. Да не би била глумица, што би работела. Интересно. Психолог или некој наставник, нешто така со деца да се занимавам, или правник некој, нешто, адвокат, такво нешто. Кажи најзастрашувачки момент во животот. Некако не ми иде од сабајле така, да размислувам на тие теми и да зборам за тоа, не знам, стварно. Многу ги имало, исто колку што ги имало свет, ми ги имало и вака. Фейпи офишал, место кое сакаш да го посетиш, поздрав од Фейпи. Сега Египет ми се врти низ главата. Поздрав и до тебе, Фейпи, баш би сакала сега за брзо да одам за Египет. Колку си висока? Не сум. Нешто 1,65 м. Немам прашање, само да кажам дека ве обожавам. Клики и ние те обожаваме. Ајм Мартин Темелковски, на која улица живееш? Во Битола на 2 локации, а во Скопје на Саса 18 број 15. Нешто така. Која ти е омилена фирма на Кармини? Кико Милано, мислам. Колку години имаш? Некоја твоја најголема тајна? Николов. Па, како кажам, нема биде тајна. Не знам, немам баш тајни. Мислам дека и лошо е. Мислам, имам тајни, многу нормално, ама многу често споделвам работи со луѓето кои што не треба да ги споделвам. Например, многу си изборам јас така и. Дали имаш спиено со машки? Темелковски. И со машки и со женски имам спиено. Да. Со кого најмногу се дружиш од празни муабети? Со сите се дружам, Николов. Едва чекам да си идам Битола да ги видам. Дали имаш мајче или дечко? Поздравиме во видео. Халев, тоа се некако многу ви интересира, бе, вака мажо и дечковци. Срамното. Немам. Поздрав. Не. Кога третиот дел од скечот плажа? На лето. Имало корона, немало корона, на лето. Која најдобра глумица би те заменила? Проевска. Па нека дојде некој будала како мене да замени. Шо знам.
Дали Ангела гледа турски серии? Бозовски. Имам една на YouTube гледано Романтичарот, сега гледав на сите гледава, тоа гледав пред години. Птица рано будилица се викаше нешто на. И понатаму имам истото прашање која ми е омилена. Онака таа сум ја гледала, не омилена, не интересна ми беше, стварно ми беше. Кој број на женски боксерки му треба на Бојан? XS. Кој од екипата е најсмешен? Јас. Се сафракавам сите за смешни. Дали ќе ме има во видео, умрениот? Па не правиме видео без тебе. А мене ќе ме има во твое видео? Хајде да видам баш дали ќе ме има во твое видео. Кај е камерата? Ангела не е Ангела без телефон, дефинитивно. И без гумени бомбони. Во последните 4 Симона ме праша и сега Проевска, во последните 4 недели со која личности се запознала и ако може име на таа личност. Во последниот месец запознав многу личности, затоа што почнав на работа и си запознав многу. Сите колеги ми се срцкасти. Твојата омилена турска серија, твојот најомилен турски глумец, кажав, тоа со Романтичарот имаш еден Џан, таков многу згоден, со долги коси, сега нешто многу. И во Италија живе типот, со ќе одам до Италија да видам шо пре, како пре. Од каде си, колку си висока, плис поздравиме во видео, Константин. Те поздравувам во видео, колку сум висока, ниска сум 1,65 м негде. Колку години се занимаваш со глума, те сакаме, дали си ги сакаш своите фанови, Мартиновско? Нормално, многу. Колку години имаш и многу ве сакам, сите продолжете така, најаки сте, ве сакам. И ние те сакаме. Мислам, добро, јас те сакам. Абе, вие сега сте у Битола или у Скопје? У Скопје. Зашто не ме фоловна, рече на еден лайв дека ќе ме фоловни. Трајковска и... Да. Јас многу велам, а малце прам. С која личност периодов си се запознала и ти било мило за тоа? Проевска. Кажав, со многу луѓе на работа и општо кога дојдов да живеам во Скопје, запознав многу личности и среќна сум што влегоа во животот и што научив многу животни лекции од која сум тука месец дена само. Поздрав, дали си фарбана на косата? Не сум фарбана, никош не имам фарбано. Ова беше, оти брат ми се правеше бел во косата и реков, чекај, јас малце да сменам нешто. И сакав така 2 прамени само, али не сум фарбана. Немам прашање, само да кажам дека ве сакам. Толку. Значи, прво се извинувам ако не одговорив на некое прашање, мислам дека немаше такво. Ве поздравувам сите, ако на некој не му го прочитав името, може тоа да ми се случи, кој го поставува прашањето. Мислам дека сите ве поздравив, мислам дека не се одговорив. Ако не одговорив, вие пуштете ми порака на Инстаграм, јас ќе се одговорам, се што е за одговарање и за неодговарање и слично. И се надевам и понатаму да ве засмеиваме, да ви влеваме позитива во животот. Гледајте не и да се надевам дека за брзо ќе направиме нешто ново и квалитетно и ќе избркаме ова короната и да си го изиграме и представичето и по градот, затоа што гледам дека едва чекате да имаме турнеи по градот. Ве сака Ангела и едва чекам ново Q&A. Чао!